Почитувани мои, 30 години патувам низ Република Македонија. 20 и кусур години крстарам низ Мариово. Почитувани мои, полна ми е душата што еве денеска се наоѓам во Горно Мариово, овдека според Господовото превидение во селото Бешиште, каде што наминав во ово село, мештаните од ово село да ми ги дораскажат недораскажаните приказни кои што останаа недораскажани во некогашното село Сатока, каде што тамо се наоѓа манастирот Света Петка. Јас во тој временски период бев на летата слава на Света Петка, а еве денеска по покана на мештаните од селото Бешиште, по покана на месната заедница до ова село, по покана на црковниот на ова село, а пред се по покана на Горан Еленин и Дамче Лимбески, а се разбира така да речам по идеја иницијатива на мојот колега и долгогодишен пријател Тренчо Димитриевски, наминав во ова село да направам нов документарен запис, а како што напомнав, оние приказни што остана недораскажани, да ги преточам во овој документарен серијал, се со цел да овие приказни како дел на историското битисување на ова село да останат на генерациите млади мештани од ова село, предци и на мариовци, а се разбира и македонци, за да не остане покриена од правта на заборавот. Почитувани мои, полна ми ја душата, ете позади мене во селскиот, во црковниот двор на црквата Света Петка е собран. Тој ден и се мештаните, не само од селото Бешиште, туку цело Мариово. Ќе одиме во црквата и да бидам искрен, и од овој дел на ова прослава ќе биде преточен во овој документарен запис. Ова е селото Бешиште. Гледајте и уживајте. Што е рај, што е убавина, а Бога ми едно би рекол, стварно природата на Мариово, стварно природата на ова село му дарила убавина. Пак ќе повторам, гледајте и уживајте. Му имаше куќа, манчевата куќа, вика, ама не се гледа, так порано се гледаше од тука. Малце може и се гледа, ама дела е. А од таму до грчка граница колку има? 12 километри. 12? Да. И толку, се Грција. Горане, Каква убајна? тука едно би рекол, од Македонија во Македонија. Од Македонија вода. Она меѓу она, тоа кравица е тоа. Камено. Па мене се гледа. Долу се наоѓа Пожарско. Пожарско. Така. Немаме шанси да го видиме. Така. Сега вака едно овде се наоѓаме на кое викано место. Лјагрната. Така. Од овде се гледа цело Бешиште. Така. Човек кој ќе дојде во селото Бешиште не може да го најди ако не влезе внатре во долината што се вика. Колку отприлика вака е во должина? 2,5 километри. Колку мала има селови кај се наоѓа? И мала. Така? Горно мало, средно мало и долно мало. Така. Сега ки што е собира од црквата, значи е средно мало. Тоа е ова средното мало.
Да не сте врсници? За малце. За малце, а? Брат ми е врсник. Така. Брат ми. Како ти е името? Стројко. Што години имаш? 84. Машала, машала. Се држа баш. Отидеш овдека. Тоа е главниот мајстор, а? Најглавниот овдека. Во Да. село Бешиште. Така. Од Ушкови. Така. Пуне цигара. Ојде да. Што му дава цигара? Уши тоа научи. Нека е денот за нови години. За многу години, здравие Господа одава на сите и нас. Ти си еден од така да речеме членовите еден од членовите на црковниот одбор овдека во црквата Света Петка и долу исто така и манастирот Света Петка. Да. Твоето име презиме? Мицко Дериволски. Од која си фамилија од овде? Дериволци. Како се викаше дедо ти? Дедо ми Никола, прадедо ми Јован. Така, а баба ти? Бабата Петкана, А додека дедо ти по мајка ти, како се викаше? по мајка ми дедо ми Стојо Сталески. Така, додека баба ти? А бабата Мара. Така, од кај беше? Од Бешиште. Од Бешиште. И едните и други. Така, Потекнуваме, така, колку браќа и сестри сте вие? ние сме двајца браќа, мислам имам еден брат и Така. една сестра. Така, ова сега, да те прашам, која е мотивацијата порио, ете, овдека, бе, родно место си, што се вика? Самото родно место привлекува малку. И да сакам и да нечиме не привлекува. Кога повеќе ти се радува душата кога ќе трниш од прилеп овдека во Бешиште, или ти такова кога треба да свратиш назад? Само кога ќе ја префрлам слива и се осеќам малце подобро. Така, кој ви е вас на твојата фамилија куќна слава? Куќина слава поранешна исто Петковден, меѓутоа се рачунаше како селска слава. Така. А инаку сега дома, лично, кај мене е Пантелемон. Пантелемон. За многу години. Здрави, живи. Добар си? Вие сте од Искулови, не? Да, за многу години. Да. Од Ристе. Тие се братучеди. Така. Татко му Невов и Мацо, Така. братучеди први. Така. Тие се поши мене, ја. Иначе живеат они во Битола. Така. Од твоето име беше? Црвенковски. Црвенковски. Зоран, да. Така. А ти, момче, Кристијан, колку години имаш? 10, Кај учиш? Колеканински, Така, кој деление си? 5, Како ти се рака учителката? знам, Како? Менка? Што ти оди повеќе математика, македонски, ликовно, музичко? Математика? Така. Така. На добар човек све го да каже. Така. Браво. Ајде сега поведете дома. Ајде нека жена за нови години. Света Петка, Здравие Господа дава Само зубо да зубо. да година селото побројно. многу луѓе. Овдека многу луѓе.
Пред се благодарам што си ми домаќин денеска во Бешиште. Полна ми е душава. И мило ми е вие што ме прифативте. Ајде сега вака едно би рекол. Пред да го да те прашам како е животот во Америка. Таму ти е фамилијата, таму ти се децата, таму ти се внуците, правнуците. Ајде малку за твојата лична карта. Мојата фамилија тамо е супер, све е добро, све се наредени, ама мене ме вучи само за мојот роден крај, за Бешиште. Ај сега Е, вака, тоа е. сега вака едно би рекол. Ајде накратко за твоето потекло, твојот дедо, твојот. Јас сум од Бешиште. Оригинал, моите татко, мајка, дедо, предедо, се од тука. Да ми кажеш, ајде сега вака едно би рекол. За по татковата линија. По татковата линија, они се од Лимбеви. Така? Од дедот Јован Лимбев, прекар дедот Јован Црњов. Така. Бил многу способен човек Така. во тоа време. Како се викаше? Рече, прадедот ти се викаше? Дедо. А, На дедо. татко ми, татко. Така. Баба ти? А баба Стојанка. Та од кај више родом? Од Лимбеви исто тука, од селото Бешиште. Така, Се од така. Бешиште. Е сега, ова да те прашам. Татко ти како се викаше? Косте. Косте, така. Мајке ти? Кира, нейното потегло е од Дамчеви Долно Мало. Долно мало. Дамчеви. Така. Е сега, ова да ми кажеш. По мајка ти, како се викаше дедо ти? По дедо Дамче. Така. И баба Митра. Митра, така. Јас сум крстен на дедо Дамче. Така. Дамче. Така. Ние сме двајца. Дамче Дамчев и Дамче Лимбев. Така. Ојќе нема Дамчев. Е, зошто Дамче Дамчев и Дамче Либер? Има некоја разлика? Има. Орали кршчавале, ко му се родило на Вујко Така. и го крстава на татко му него. Така. Од Дамче. Така. Е сега на мајка моја се роди прво Јован. Така. Тој е крстен на татко ми на дедот Јован. Така. И поредови оде, сега, знаеш кој одат прво по мажите, Така. не жените. По машка И ли? јас сум дошол најмал, Така. имам Митко, дедот Митко Лимбев, Така. и јас сум Дамче, татко попуштил малце, ај на Така. мајка ми страната, Така. Дамче нека ми. Така. Ова да те прашам. Од Дамче ми. Колку сте вие браќа и сестри? Ние сме 5 души, све. Така. Како се вика? Нај хиро човек што беше и брат ми Јован. Така. Така. Тој не привлече сите во Америка. Така. Другиот? После? Другиот е втор Митко Така. и Митра, сестра ми, Така. и Стојанка, најмалата. Така. А ти си? меѓу нив јас сум среден Јован, Митко, Митра, па јас, па Така. сестра ми Стојанка. Ова сега да те прашам. Ти си овде роден. Овде израстен. На школа овде, школа да. Ми е жал школото што е цело со шкреви покриено. Ми е жал. Ај сега вака. Не знам што да направам. Е сега вака да те прашам. Како што ја прашам и другите твои соселани. Секој човек ќе го памти учителот, Обавезно. кој што го научи да чита, да пишува. Обавезно. Како се викаше даскало што те учеше. Даскал мој е Илко Шпрлевски. Што кој ќе го спомна и тури косата ми се. Гај, сежа, е сега, во момент. Тој беше даскал мене. Строг И беше? Стојко Манчевски Така. во основно не учи. Така. Стојко Манчевски не учеше во пето деление, како се вика, гимназија. Така. Основно е од прво до четврто, Илко. Така. Прво имаше еден за некоја година од некаде Никола, ама не превзеде Илко. Така. Илко седи овде комшија ми. Така. А во осмо ни учеше, ни беше класен Стојко Манчевски. Така. Колку мина бевте да речеме вака вода? Ние бевме, во тоа време беме А, Б, С, Д. Ние имав 45 деца во нашиот клас. Така. И другите беа разделени во друго, истиот клас. Така. Исто одделение. Да, идеја
кај нас село Бешиште, од Полчиште и од манастир. Така. И од Бешиште, заедно. Кој беше ти беќар? Како го организиравте, ајде да речем, тој културен забавен живот? Имаше на срасело игранки, имаше Полно. за Божик. Полно, за Божи, секој празник си го славиме. Плюс имаме ние приредби од школото. Така, Имаме такмичење од сите села, од така. Полчиште, Бешиште и манастир беме заедно. Така. Ама се боравме против Битолското Мариово. Добро, зашто како? Ами имаме приредби да се наскажеме кој. А кој ќе? Кој Така, така, да рецитираме. Јас сме Така, во рецитација, така. во хумор, да малце да глумиме. Јас сум глумел во 4 ле Волки Мадарен. Беше интересно, во салата наша имаше скоро 800 жители. Во салата. Гледачи. Во домот, тоа гледачи. Гледачи, А ние беме таму. 4 стикотворби, све. Дори едно би рекол, 800 гледачи. Во тоа време, па драмски театар, македонски народен театар, толку денеска не може да се обиди. Луѓето доаѓале да го Од видат. сите села, значи и од секаде, и од Градешница, од Старабина, Бзовик видат, да видат што ќе прикажеме ние, Бешиштани. Така. Вака сега едно би рекол, секој човек си има своја животна судбина. Може ли малце да се присетите, вие сте скоро 50 години во Америка, 54. така, но 70, од 71. таа сторија, како отиде во Америка и кога отиде таму, да се сетиш, никој не познаваше, ни татко, ни мајка, а најтешко јазик не знаеш. Може малце така Ништо накратко, не знаеш. сторијата твоја, како отиде, која година? 71, отидов 71. Прво, јас се избегал од тука. И од стариот, од се, се избегал все. Така. И кај Од отиде? тамо ојдов Битола. Така, Од Битола пишав на, имам братот Јован, тој е Така. главниот, Јован. Така. Јован Либерски. така, Тој најпрво поја тамо и тој ми за сите. така. Му пише вака и вака, јас сум при Битола, праќај пари дира тамо на печал. Така. Како? И кога отиде таму, јазик не знаеш. Италија, јазик не знае. Така. Италија седев една година. А прво беше во Италија, така? Да, така. емигрирав, тој ходи Италија и оттамо книгите да се направат. Така. И ми прати пари, јас од тука извадиме пари и Италија. Како е организиран, ајде да речем, културен забавен живот во Америка кај нашите македонци? За свадби, за крштетки, за, да речеме, кај се собирате? Абе, порано, кога ние немаше никаде. Така. Немаше никаде. Ние отворили. Кога појдов јас во Америка, беа 40 души. Така. 3 млади девојчиња. Во кое прст, место, во кое Во Нью Џерси. Да. Да. Нью Йорк, Нью Џерси. Колку се денеска македонци таму? 29.000. 25.000. Па половина Денеска? прилеп, половина прилеп. Па едно би рекол половина Мариово. Да. Така би рекол, да. И А порано немаше. Ние. вака едно би рекол, како што вика си донатор овика во село Бешишта. И ујек ќе биде. А Многу, татковината многу се. сепак има и твои донации во меѓу нашите македонци во Америка. Да. Што кој е пориво да речеме дајте да донираш, да направиш нешто Абе сме радосни што правиме за татковината и за Македонија, За така. Македонија и тука и тамо. Така. И тамо да се покажеме како македонци. Така. А тука веќе ние
не македонци, значи родниот крај. Така. Напомнам дека си женен за американка. За колку време, да речеме, почна да го учи македонски јазик? Она? Да. Ја не сега да учи. Никако. Сама. И тука е дојде 2-3 пати. Синот мој тука со жена во Прилеп. Така. Јас не ја учев никако, сама се научив и не сакав никако зборуваме нешто наше да разбира жена. Так. Мојот домаќин е 50 години во Америка, ама не го заборавил бешиште. И напомна дека неговата сопруга е американка, меѓутоа како што сами ја вели, подобро го зборува македонски јазик него јас, што го учев на училиште. Така е? Ајде еден голем поздрав до сите наши македонци, каде и да се наоѓаат. Дали е убаво, барем еднаш да си дојдат дома, затоа што убаво место... Од татковината нема. Така. Нема. Голем поздрав до сите наши македонци и мариовци. Било кај сте, било кај се наоѓате, по странство или тука, Дојдете овде кај дојдете Македонија, во родното место, во Македонија, во Македонија, да се прославиме. оти хубаво место, Хубаво место нема од татковината. нека е денот за многу години. Нека е денот, петков ден за многу години. Амин, Господе. Ај, на здраве. Да ни е здраво жива Да Македонија. ни е здрава и жива Македонија. Почитувани мои, 30 години патувам низ Република Македонија. 30 години ги крстарам нашите убави заборавени македонски села. Но е исто така 30 на години крстарам низ Мариово. Мариово кој што е опејано во познатата мариовска песна "Попат одам запад прашам кој пат води за Мариово". Исто така во село во Мариово каде што тука е опејана и хероината "Ајде слушај Калеш Бреанџо", а исто така во делата на Стале Попов Мариово е опишано во неговите романизирани дела. Полна ми е душата што денес дека сум во едно од 30-тината села во Мариово, тоа е селото Бешиште, каде што по покана на мештаните од ова село, на местната заедница од ова село, на црковниот одбор од ова село, а пред се на Дамче Лимбески од ова село, кој што долго време живее во Америка, но никош не го заборавил својот роден крај, никош не го заборавил неговото родно село, селото Бешиште, а овдека до мене е сликото Јордан Не, Трајко Лерински. Трајко Лерински, кој што, тука е, така да речам, по еден од многумината по возрастни мештани до ова село. Чико Трајко, нека е денот за многу години. Напомнам да биде за многу години. Нека ни е многу за вековите Света Петка. За секој да остане за успех вака. Така. Што се вика, пак ја речам, полна ми е душата што сум тука меѓу твоите соселани, во Мариовци. Ајде се вака да те прашам. Од која фамилија си ти, од која галабеја си, како се викаше дедо ти, баба ти по татко ти и како се викаше татко ти и мајка ти? Вака, јас сум роден во село Бешиште 17.7.1948 години. Мојата мајка се вика Велика, мојот татко се вика Јован, почина на 25 години мојот татко. Така? И мојата мајка не изгледа сира си нас, мајката, Косте, помал брат и Трајко. Така. А дедо ми се викаше Трајко, бабата се викаше Мара. Мојата мајка Велика се викаше. Баба ти од кај беше таа? Бабата беше потекло од Црвенковски. Од истата фамилија, од истото село? Од село Црвенковски. Така. Фамилија. Така. Додека дедо ти по мајка ти како се викаше? Дедо Стале Гајтановски, кој жива 115 години, до 110 живееше во село, беше 5 години го однесал во Прилеп и 115 години почина во Прилеп. Така.
А баба ти по мајка ти? Бабата по мајка ми, бабата почињата, мајка ми моја била сираче од 6 недели. Така. Сега ова да те прашам. Домаќиката твоја од кај ти е? Домаќинката моја се вика Бојана Врглиска, мислам моминско презиме, а Бојана Врглиска по моминско презиме, а мажена кај Еленински Трајко, Така, баба така. се вика. Колку Господ Челас ви даде? Ами, имаме черка, родена е таа 67 година и син имам 69 година. Така, од домени? Од домени Сторен, таа е медицинска сестра. Колку внучина имаш? Внучина, имам 4 внучина и 6 превнуци. Ајде ми наброиш како се вика прво внучината. Иако се многу, нема да ми замерат ако некој така речено. Ајде. Од черката има внука Роберт се вика, професор е, мислам магистрирано има саќе докторира. Така. Неговата невеста е доктор на специализација во Скопје сега. Така. На кожно. Другата внука што е од черката е мажена во Штип, фамилија Штип. Така. Во фамилија министерот транспорт и врска е Вујко таму. А свекрот е директор на болницата во Штип. Така. Во оваа фамилија и живее таа во Штип сега. Таму има внуче, превнуче насе. Така. Се вика Дина. Така. 7 месеци. Нека е здрава и жива да играш на свадбата ти досега. Така. Од синот имам 2 черки исто. Тоа едното е во Виена, доктор Шупето. Како се вика? Виолета. Така. Вики, скратено име. Така. Вики, уште нема да завршено, мислам, доктор. Ќе биди, така е. Така е. Другата внука е психолог, социолог, работи во една продавница Морлана и таа уште некои испитива задавање таму. Постара, и таа има 2 дечина, едното дете се вика Неја, машкото, оди прво деление, а другото дете си е помало чупенцето, тоа е 4 години. И така? Ана Марија се вика малото чупенце. Така. И 6 превнуци на синот. Така. И ги памтиш имината ли се? Ами памтам. Ајде да ѓуеме. Првото превнуче што е, ова ми е, значи, Ненад Николовски. Од него сестра му, Николовска, Ана Марија. Така. Да. Од внукот Робер, Лина, постарово дојце, помалото што е машко, се вика Ведра. Така. Она што е во Виена чупенцето, тоа има чупенце 7 месеци, се вика... Абе денеска нашите имена се малце и странски, англиски, што се викаат, потешко се изговара, ама ајде ќе се присетиш. Каира, Лина, Дина, Ненад, така, Марија и Ведра. Се ово да ми кажеш. Може ли да се седиш со твојата домајчинка, како се седовте, кое време беше, зимно, летно, пролетно, есење, бегалка ти е дадоа со стројници, ти направија свадба, твоите не ти направија, или ако беше бегалка, колку дедото и време ти се учеше? Не беше белга, со добро ми ја дадо. Субова. На 19 јануар. За водици, по водиците. Направиме тука свадба едно друго и на 30 март замина војска јас. Почитувани мои, знаете што? На времето мораше, значи на времето, кога ќе стасаше некој бејче да се жени и кога ќе дојдеше со строници да го женат, а ќе му дојдеше позивот за војска да оди, кој ќе му дојдеше позивот, го сметаа дека е способен војник и да си има своја жена. Да ти кажам реално, убаво си направил, да ти кажам си ја зел сопругата, паметот ти го дотерале под навод кажано во војска и кога се врати си беше домаќин. Така? Тогај видиш во времето бара да биде жената постара од момчето. Да била поголема и да може да носи снопје. Значи за работа е барале, за работа. Така. Така е, да не биде џамија, да може да држи фамилија. Ај се да ми кажи за селото Бешишта, каде се наоѓа, кој му се соседни села, колку е далеку од Прилеп и колку куќи имало на времето селово и колку жители. Тие види, селото Бешишта од Прилеп е 45 км во далечина. Така. Патот направен до некаде асфалт, 3-4 км нема. Дури едно би рекол, ред празно, ред ништо, што вика старите. Така, некаде 500 метра направен, 500 оставени и така да сите градочални, сите обид дека го направи и никој не направи. Дури јас едно би рекол, почитувани мои, кој ќе доаѓате овдека во Бешиште, земете Мерцедес кола,
затоа што ќе одите под ред празно, а после джип камаз. После ќе одите по ред ништо. Значи, да ви кажам реално, има и асфалт, ама нема има макадам, ама земете си 2 возила. Затоа што има ред празно, ред ништо, а зашто е така? Ќе ни објасни, Чико Трајко што се вика. Сега, рече дека од 50 на километри е од 45 километра мислам до село. од прилика кај Сетбој патот оваричи кој чидиш од Прилеп, оваричи го према Битолиште. Црна река се помнува, Црна река, кој помнува Црна река, првото, значи пат се дели за Мариово, за село Манастир. Така? Патот продолжува и патот се дели за Полчище има табла, Полчище Бешиште. Така. А од лева страна се продолжува за село Битолиште. Така. Кој му се комшиски села на селото Селото Бешиште? Полчище му е најблиското село. Така? Од левата страна, од десна страна е селото Градешница. Така. Битолско село е тоа. Со што овдека ова село, ова Јатан, ова село Раѓа, ова поле, со што луѓето живееле, работеле порано овде? Али тоа е селото, значи од 250 куќи беше фазла, вика некој било 300, ама како закружено со статистика, значи го 250, значи некаде. Секој човек имал, да речем, од 50 греловце па до 200, па до 300, до 500, значи. И говеда, и маска, и магаре, и коњи, сите, да речем. И сите сложно се работило, значи, овде. Дали мало или старо, тоа што е мало, ќе оди по говеда, ќе го треба вода да наполни, едно друго и така. Значи се живеело луѓето, немало некои замерки, немало некои казби. Свадба кој се правила овде во селото на Стрет село, значи поканивати биле сите до 10 братуџби. Така е. Кај оде на пазар твоите родители? На пазар оде во Прилеп, во петок станувавме во 12 сати овде рано, за да стасаш... Значи 12 ноќта? 12 ноќта, за да појдеш во Прилеп на пазар, некаде ки 4 сата од 5 во Прилеп да стасаш. Сега вака едно, ова да те прашам. Овдека ти си човек во години. 80? Немам 80, ама тука? 78,5. Ајде вака да ми кажеш, овдека во селото имате вие дом на културата кој што го изградите ангарија тамо некаде 53 до 55 година. Како да си викаше таскало, што те научи да читаш, да пишуваш, азбука македонска, таблица множење, собирање и делење, што се вели? Ами види вака, јас домот кој се градил за тој 53 година, јас 48 сум бил многу мал, тога и немам запамтено. Тога и кажува старите дека со добици, со влечиле камери, секој бил задолжен во село, само да донесе нешто да помага, гари едно друго се градил домот. Така. И така и училиштето се градило. Јас сега училиштето, јас кога почнав прво деление да учам овде, учител ми беше Спиро Соморски, тој Ѓорѓиевски, да се на Соморски. Така. Од кај беше тој? Тој беше исто од овде. Така. Тие беа 5 браќа. И уште еден имаше даска, некој се сега во Америка, Спире почина, ти идеше секоја година на оваа славата кога почнавме. И многу се радуваше човекот дека ето во Бешишта. 99-та година го отвориме, во 99-та, 26-ти пат кога се слави оваа година. Така. И Спиро ми напиша таму мене, јас бев многу одличен ученик. Така. И Спиро ми кажуваше, още како дете, селото беше како постанало селото. Аха. Сега тие селото беше се, за името да го добие, биле повечку села овде по планините. Така. Место вика Костеник, Кралиго, Сатога, Дрен. И таму во времето имало многу напаѓано од Турција, од едно друго се, и луѓето се договарале во тоа време како да се спасиме овде, имало силување едно друго, значи. Така. И сега луѓето се собрале што да правиме од овде и се собрале тие 5 села, дошле во селото, тоа селото овде место се викало Дрмката. Така? Дрмката. И рекле сега овде ќе се собираме, оттаму ќе се селиме. Така? И тоа селото, значи од 5 села, и после го прогледа се селото како да плат без име, тоа е турско робство работа. Така. Беш, број 5. Турскиот број Беш? Значи 5. Така. Да го добива по тоа Беш. Така. Колку бевте ученици во твоето деление? Ами види вака, јас сум во Пралевката му беме 35 деца ученици прво деление. Така. А сите ученици што беа во школа до 350 до 400 деца имаше. Овде ќе имаш осмодолетка, така? Да, и осмодолетка имаше. Така. Што ти одеше повеќе вака македонски математика, ликовно, физичко?
не географија. Француски кусол лежу на смен. Па види случај вака едно, па овде биле французите, било овде фронтот на времето. Срамота човек да не го се, да. Јас бев свирак и дедо Така. ми една година не ме пуши на училиште и почнав да учам тие во 6-то мојата генерација, јас во 5-то одделение. Така. Еден месец учев, Митре Джајковски почина се, беше професор по француски Аха. јазик. И ми предаваше француски и јас француски јазик за еден месец го научив со 50%. Појќе од него, што се викава, така да речеме, да се начегуваме. Да. Сега знам да броам до 100 или 900. Ја да ти кажам право, кога учев француски во Ропотово, кога дојде во Скопје, ојчео германски, на факултет англиски и на крајот ништо не разбрав. Ништо, ама да ти кажам искрено, македонски јазик си го знам перфектно. Ова, да се што се вика малце и да се нашалиме. Ова да те прашам сега. Овде во селово, колку имате цркви и манастири? Во селото е една црква. Така? Ова ќе одиме манастирот Света Петка, ова се вика Сава Параскева, мајка Сава Параскева. Таму се вика Света Петка. Тоа е манастир. Така. Сега овде има едно тоа не црквиче, ама Баракница. било во време црквиче пречеста. Така? Пречеста како најстаро црквиче тоа. Така? И на место викано Леската, некој се спомена Свети Ѓорѓе имало таму. Така? Сега некој едносачно што има направи нешто, али претежно она што е пречеста што го викаме, а тука живеле на еден Митре Котески, тој избега со Магарево да отиде во Грција, од тука отиде Америка и тука му беше неговата куќа во еден дел Митре. Така? И ова пречеста што е, иделе многу луѓе за останата во едни дрми капињи и тој ни прати мене $1000, со тие $1000 за да го поправиме црквичето. Така. Сега имаше еден во Битола живе Степан Малинчевски, имаше така некој проблем човекот и рече јас рече ќе идам ќе донесам кабли, едно друго ќе донирам уште и му префрлиме тие пари нему на Степана. Така. И Степан тоа го изгради, сега ако одиме таму, после за 19-ти кога и вадиме иконите овде од црквата и носиме на тоа пречеста и вртиме. Значи 19-ти? На 19 јануар Така на вода. Кога Така. иконите и вадиме, Така. прво и носиме таму и вртиме 3 пати на тоа пречеста и се враќаме на оваа чешмата овде. Така. Од тука го носиме, значи и да го орлиме кршчето. Сега вака, малку ќе ми простиш, што ќе ете јас малку помна сам о тебе, не можам се да знам. Имаше ли колективизација? Ќе се вратиме ние после пак на црквата и на манастирите и на славата. Имаше ли овде колективизација на времето? Имало, ама тоа јас многу мал бев тоа. Што ти кажувале дедоци, да речеме, мајка ти, татко? Кажувале и собрале сите луѓе, ти имаш значи 100 ти носиш во колективот таму. Другот има 20 и не му земаат во колективот и после тоа ако требало да му дадат млеко сирење, према луѓето било. Сега и таму тогаш во времето во Курнази, пример сега во милиција твоја се 5 души. Така. И тој носел некој со магаре вода и магарето го пишал се викало Петко. И сега и за магарето си земал девица. Така. Борба за живот. Ако се умен и паметен, така е. После завршено на колективите, дедот Така. ми кажува ми објаснеше си дедот и на мојата мајка те вика дедот ми дека тој 115 години и се не раскажуваше. Ко се расорил колективот сите, и сега тие си делат сите кој како, и овие имале една маска ногува на дедовин брат кој живее сега во Америка, почина ти тој дедоме. Маската му зема не му му дават неден што внесе магаре таму. Така. И овој да тие во управата му вика маската јас тоа ќе му земам на Трајко Сидов. Так. Маската е моја маска, тоа магаре чубри за не маската, се скарали со стап да гуди тој. Так. Човекот ми преку граница Америка избега Така. во Грција. Ова се да те прашам. Овдека Маријово најголемото боиште било од 1912 година, 1913 и од 1914 па до 1918. Прва Балканска, втора Балканска и Прва светска војна. Ајде, може ли маца да се присетиш што ти кажуваше твојот татко, твојот дедо за овде за фронт? Овде бил фронтот, 4 години, 6 години се војувало овде. Абе тие војните Многу ми навела дека овдека во Бешиште појќе има овајчи го робови, него што има куќи во селово. Дури, вака едно би рекол, кога прелистував една литература,
за фронтот овдека, најдобеден потаток дека кога ќе дојдеш во Бешиште, не можеш да го видиш. И дури најдобедна фотографија е каде што сам се чуде. И таму запишено од историчарите вели вака едно. Кога затруби трубачот да удрат, вика, Олчиго на војскава, и Олчиго Бешиште го немаше никаде, и од Бешиште од тоа долу, слягали ќе хобравки, низ по тепа копилци. Така е запишено. Ај кажи ми, Олчиго, што ти кажуваш овој твојот дедо за фронтот овде? Ами ти видиш кои биле фронтовите, од овде вика кога тргнале од Бешишот натаму према додат према манастирот, вика немаше толку се пчели колку има, толку што народ овде. Има ли да речеме денеска се уште остатоци од тие бомби, гранати? Има германски што биле правени бетонирани скривалишта, зимници таму ваму кои што правеле тука се криде се има. Нагоре уште има се наоѓа такви места. Така. И цело село било на фронтот, машите биле горе на фронтот, другите... После бугарите, кога дошли имале најголем проблем со бугариве, баба не криваше, наредба имало да се работи ангарија да се поправа патот, дека содиме на страње патот, тој калдарма правење и секој од куќата мора да оде ангарија. Жени, мажи немало врска. И бабата ни кажуваше, дента не пошла на работа, утре тој рекол, оти ти шера не дојдеше таму, ами лепне се, и вика ременот ти не тепа по грбот. По грб, вика чекате мамаќе да јаздате на меса. Во Република Македонија знаеме дека наши весела македонски какви и што се, заборавени се. Единствено ни остана уште црквите и манастирите, овдека во Македонија, па и во Маријово и во Бешиште, да се соберат мештаните од овие наши села. Напомнам дека имате неколку цркви овдека, имате Света Петка, Летна, кој што ја славите во Сатока, старото село Сатока, кој што опишено во крпен живот на Стале Попов, и Света Петка, ова црква овдека соборна. Ајде се вака едно, како е адето и обичајот, кога и како се слави. Ајде ми кажеш малце за црквата, речи го за соборната црква, кога е градена, како е градена. Црквата таму по тоа документи што гледам, мислам што е по тоа напојс од 1884 година изградена црквата, и на 2-3 пата таа црквата, тога и се менувале партии, времења, комунисти да не давале цркви да се поправа. Ноќе работеле луѓето да го поправаат тоа. Така. Кога почна да се силуваат луѓето од овде, и црквата 20 години јас немам дојден овде. Така. И ова куќата што има, нова жената ме вреша, бе оди куќата, паја магарината, во навлегуваат, врати отворен скршени, и јас реков, ќе купаме едно куќа, ова на црквата стоја дубај. Така. Тај реше, јас во таква куќа дума не одам, таму сакам, кај се родишме, ова одма педа старичето. И кога дојдев по видов, оде во црквата, вода 50 санти навирена вода, тоа испрекршена, ова дрбни капи, не се познаваше за местото. Така. И се договориме, како иницијативен так одбор, Стојко Ушковски, Петко Иловски и јас тројцата. Рековме, ова мора да се поправи. Меѓутоа, овој Милан Врглески, што е, татко него Тодор Врглески, беше тука дојден како молба нешто, и реше, луѓе, реше, ево јас се помогнам нешто, ова реше да го отклониме. И тој му даде $200 на Степан Сакуловски риса за тие браќа. Така. Тие дрвата и секоја стори, се ја закажаве состанок овде. Луѓето реков сега на 27 за овој празникот да дојдеме овде да видиме што и како е, дали можеме ова црква да отклониме се. И рековме сега ќе шетаме по куќе, од куќе на куќе, колку ќе дај се. И тога и да речем, ни дојдоа пари да речем $3250 ни дојдоа оде од Америка, од Канада оде ни дојдоа пак околу 4000, од Сиднеј, од Мелбурн, во долари таму, и вредност на марки се собра во 17.000 марки, во вредност на марки. Со тие марки, одове јас со Петко Иловски, отидов во Виница за џерамиди, ни дадоа таму џерамидите, околу 4000 џерамиди оде има тајно. Џерамидите ни донесоа до фирма, до овој рудникот од таму, луѓето со 50% да се ни наплатија, и овој џерамиди беа како препечени. Ама овој џерамид препечени се подобри. Значи нема ни скршени, нема да расипе. И некој рекоа дури морализација вршат тие.
Така. Да. Граѓа порачам преку Црни Бор 3 кубика да платиме, 10 кубика ни дадоа. Граѓата, едно ристе има овде грековски, имаше камион него, со камионот граѓата, а донесе одгоре, однесено од палањата, избиковме се и црквата собраме тие парите, во Црни Бор појдовме, штици ни потфрлија нешто друзи и така црквата а направивме. 40 души беше првиот ден кој почнеме крв за 2 дена, а откриме и покриме. А после голо на тротоари едно друго, пак уште 5-6 пати идевме и си почнеме со, значи со ова славата. Рековме со првата година 200, другата 300, па од една година до 500-600 луѓе дојдоа. Така, ова сега да те прашам. А за манастирот Света Петка долу, кога е тој обновен? Кога е тој направен? Тој манастирот го обновиле исто тие некои Алексо Мишачовски, Алексо Тицовски, Ѓорѓе Манчевски и Стојан Либдевски. Така. Тоа манастирчето 6-6 беше, некаде и такав дупка беше со рекој метро. Јас тоа многу мал беше, но имаме ја тука трело тука, ости врвавме тука и уведаме тие луѓето нешто реновиране, ама со делано шици, со леска, со неколите демеали и горе покриено со плочи. Али што се вика, денеска прерасна во еден убав манастирски комплекс. Кога му е слава на манастирот? 8 август. 8 август Света Петка. Така, летна. На вечер има вечера и утрето така цел ден музика. Вака сега едно би рекол, значи за ова што сето ви е направено во Соборната црква Света Петка и во манастирот долу, значи тоа го благодарение пред се на мештаните од селото, беше што без разлика каде тие да се наоѓаат, дали во Прилеп, дали во Битола, дали во Република Македонија, дали во Америка, Австралија, претежно на нашите селеници, имаме еден предлог. Овие донатори што се дадени, како постар адет и обичај, утре кога ќе има, како да се вели кога ќе се продава масло, лицитација, таму, значи, овој се спомнува, и тука би било убаво, ќе ги сними, продуцијата Марио Филм ќе ги сними, како по стар адет и обичај, сите ќе бидат очиго овој спомнати, така? Така е, така. Слушај се овака едно би рекол. На моветот му нема крај, вика старите. Еве, што се вика, не фати, почитувани мои, разговорот што го правиме овдека, не фати овој бараните утински сати, знаете зашто? Абе цело село беше дојдено, како нема да поседи што се вика бе. Оти, знаете што вика старите? Дека приказните што ги раскажуваат нашите дедовци и баби, таа е историјата наша македонска. Значи, оно што напомнав, тука некаде да го привршиме разговорот, ќе го продолжиме утре изутрина. Бива? Така.